Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во дебатната емисија Прашалник на ТВМ телевизија. Ова е нашата последна емисија за оваа ТВ сезона. Неа ја посветуваме на УНЕСКО. Мои и ваши вечерашни гости се професорот Науме Мариновски, Антонио Гавриловски, представник од локалната самоуправа, и екологот Борис Стојановски. Добар ден на тројцата, ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете гости од емисијата Прашалник. Добар. Предлогот на Комисијата на УНЕСКО Охрид да биде ставен на листата за грозено светско културно и природно наследство некако ја вознемири целокупната македонска јавност. Професоре, кажете ни, значи 20 на години ние зборуваме дека УНЕСКО опоменува, предупредува, но ете, дојдовме до ова, да речам, на праг на бришење од листата на УНЕСКО. Кажете ни, што мислите? Кој е виновен за ова? Вака, јас сметам дека вина има на сите страни. Прво треба да се каже дека УНЕСКО има високи стандарди кои мораат да се почитуваат. И тие стандарди и самата канцеларија на УНЕСКО требала да ги следи и да предупредува. Тие во последно време беа доста активни во предупредувањата, меѓутоа тоа требаше континуирано да се прави. Да се биде на листата на УНЕСКО е голема благодет. Тоа е вистински, би рекол, пиетет за секој простор, посебно ако е туристички простор, кога се поврзува користењето на заштитеното културно и природно наследство на еден софистициран начин, а тоа е туризма, на еден хуман, би рекол, начин. Мене ми се чини дека во тој период од 20 на години не изградивме свест за почитување на овие вредности. Како не изградивме свест? Па едноставно дозволивме да на некој начин преминеме преку некои активности кои ни стоеа на пат на почита која требаше да ја имаме. Тоа не се однесува само на мерките и активностите што би ги презела општината, локалната самоуправа или само државата. Тука сите ние требаше многу по-ригорозни да бидеме во третманот на она што би рекол и цивилизацијски ни е дадено, а и дадено ни е како една многу важна природна околност која треба да ја почитуваме. Требаше малце посериозно да ги прифатиме и предупредувањата и се. Стојановски ме интересира вашето мислење. Што мислите, кој е виновен за ова дене што ни се случува? Би рекол дека виновни сме сите, али јас ево ќе додам нешто малку спротивно на што кажа професор со почитување према кажањето од негова страна. Значи, попълно се слагам со тоа што беше кажано, само чувство е, ево некако Здружение еколошко од Грачница, што треба уште повеќе да удираме на таа тема. Мислам дека овај пат малку се претера, бидејќи не е ништо ново, не е ништо чудно, ова било и порано, имало укажувања, имало и преземања, значи не било, ништо не се преземало во таа насока, али можда малку задремавме во некои сегменти, али сепак чувството дека е пренагласено, бидејќи има многу потешки работи во Охрид, многу по од еколошки аспект, јас се зборувам, што одамна требаше да бидеме избришени од УНЕСКО. Али не се случуваше тоа. Мислите дека УНЕСКО ни прогледувал низ прсти? Не дека прогледувал, дека прогледувал, дека не било, знаете, од кај нас потекнува се и ова што сега се случува, тоа е реакција од овдека. Во една прилика, кога сега беме скоро на една средба со граначалникот, повеќе структури и невладин сектор, јас и тука реков, малку се скодошивме ние во овој дел. Така, тоа сакате да кажете дека од крај нас стигнаа до обвинување и затоа тие го преземаат. Од ред причини, ево, слободно да кажам дека и од одредени невладини издруженија, кои што, за жал, за себе немаат параграф на легитимни, што значи тоа, не се регистрирани, не се централни регистар пријавени, не се правни лица, имаат позиција за некои работи да ја кажуваат, да ја презентираат, али последици за нив нема, бидејќи не е правно лице во име на некакво здружение. Ние од Грачница во овој дел, да кажам дека беме малку попасивни, токму тој аспект, бидејќи
се случувало и во Грашница, и во наши сродни здруженија што се на ниво на република, од така избрзани кажани одредени аргументи во наводници, имало е последици, поединци на екологисти, ќе кажам примерот во Велескog еден екологист на порцеланки плати некаде околу 20.000 евра оштета за кажан збор. Да заклучам, значи има, држи све, али малку е пренагласен сета таа работа. Гавриловски, што мислите вие, зошто токму сега Охрид се најде во ваква мат позиција? Кога ете и самиот и Стојановски вели дека ова трае со години, ова е проблем кој што сме добивале ние предупредувања. Зошто токму сега? Видите, најпрвен исклучително го ценам мислењето на почитуваниот професор и апсолутно се согласувам дека ова повеќе деценијски проблем, значи од самото впишување на Охрид на листата на УНЕСКО од 79-та и повторно во 80-та година, скоро да не сме преземале ништо посериозно со цел да го заштитиме тој статус. Но меѓутоа од друга страна се согласувам и со представникот на еколошките здруженија, а точен е фактот дека треба да бидеме малку поактивни. Она што не сме го работеле минатите години, минатите децении, и баш е добра ова иницијатива и баш се добри овие притисоци на УНЕСКО, затоа што најпосле не потикнаа сериозно да се зафатиме, да ги засукаме ракавите и да преземеме конкретни активности и мерки. Се надевам во текот на емисијата ќе имате ќе кажеме кои се преземените мерки. Што се прави, што ќе се прави. Точно така. Меѓутоа сакам еден факт да потенцирам. Значи не е донесена одлука на УНЕСКО за ставање на Охрид. Не, предлог. Значи не рековме во одлука, составувањето има предлог за кој што ќе се одлучува сега на во составувањето на агендата за состанокот на Комитетот за светско културно и природно наследство во Баку, значи составен дел од таа агенда е една нацрт одлука, која ги содржи и ги констатира сите слабости и меѓутоа исто така ги констатира сите позитивни чекори. И темата на таа конференција на 3 и 4, значи во 2 работни дена ќе се дебатира за Охрид, а потоа од 5 за албанската страна, значи ќе се дебатира и тамо ќе репортира висока делегација од Македонија, ќе репортира што е она што не е направено, меѓутоа и што е она што е постигнато. Зошто ба сега јас би сакал и искрено се надевам дека ќе тргнеме политиката од ова сериозно прашање кој ги засега сите охриѓани без разлика на нивната политичка припадност, етничка припадност и крајно време е да се опаметиме и да почнеме сите да работиме за доброто на Охрид. Мислам дека во овој момент е неопортуно и не и одговари на Република Македонија, како и за сите други проблеми, ние во Македонија да се караме, а сите имаме една заедничка цел. Нашата цел не е да го заштитиме за да го имаме статусот на УНЕСКО. Нашата цел е да имаме, да овозможиме перспективна иднина, да имаме што да им оставиме на нашите деца. Стојановски, како еколог, сакам да ве прашам, дали знаете дека во последниот извештај на УНЕСКО имало 19 забелешки, а имаше еколози кои што јавно, постојано на социјалните мрежи најчесто кажуваат дека надлежните изминативе години не превзеле ништо. Што е вашето мислење? Па јас конкретно не сум го видел тој документ. Што би рекол, не превзеле ништо. Пак ќе се вратам дека не превзеле ништо. Имало активности во таа насока, во одредени работи се пропуштило. Имало укажување, али од ред причини се пропуштало, али ево јас би се вратил пак малку на она дали ке не или ке не исклучи од тој статус ЮНЕСКО. Ако е така, ако дошло нож до коска, да кажеме така да се изразам, колекторот течи веќе повеќе од 30 години во езеро. Сметате, која е главната причина? Колекторот е причина. Го споменавте колекторот. Дали да речеме тоа е една од главните причини поради кои што се најдовме во оваа состојба? Викате 30 години, а ништо не се превзело. Конкретно колекторот, што е главната причина со него? Уште од стартот технички пропусти, населението, растот на населението, градбите, сето тоа притисокот, односно несоодветно техничко решение. Немало можности. Значи тоа е сепак објект со висок буџет. Последното што беше она од може би локалната немала, но државната власт можела да помогне. Мислам дека сепак толку сериозно не му пристапиле на тој проблем. И мислеле тоа така ќе се тече. Мислам ќе тече физички, но што тече туку проблем ќе оди така, али
Верувајте, вчера ние на лице место таму констатираме дека во ситуација да нема врнежи, истекот колекторот, и просто мене им беше непријатно сега веќе во стартот на сезоната да одеме на медиум да укажеме. Ојдеме само на нашиот медиум, не случајно не побараме другите државни телевизии, да не правиме бука од тоа, да се слушне дека се дешава. Антиреклама за градот. Значи чисто да се заштитиме. Она што се случува и денеска таму на тој потек, тоа се решава за 5 минути. Пумпата станица во Далјан да поработи, во Помоле, ќе истекува тоа. Значи нема да се види, во најмала рака нема да се види. Во сегашниот момент, во почетокот на сезоната. Зошто не се решавале проблемите? Ред причини, спомна Тони и политички, разни превирања, секој на свој начин се интереси, бизнес интереси има тука во секој случај. Апсолутно. Ако се префрлиме на другите еколошки и аспекти или културни што го засегаат проблемот на УНЕСКО, има тука веќе и бизнес интереси, каде што одредени структури, поединци имат замешано своји прсти од лични интереси, тоа тешко оди, барем кај нас. Така. Дивоградбите, подигнувањето на огромни габарити во близина на езерото, плажите, трската, еколошкото загадување, сето тоа заедно, значи заедно севкупно придонесува да се најдеме во оваа состојба. Професоре, што мислите вие? Кој е главната? Јас малку пре спомнав за тоа како треба да се однесуваме кон нашето природно наследство посебно. Што се однесува до културното наследство, тоа има еден забележителен степен на екзактна заштита. Но природното наследство многу по-проблематично е по мене, бидејќи природното наследство, ако се задуши, тогаш едноставно многу тешко можете да го возобновите. Типичен пример беа плажите, вие ги спомнавте. Ние имавме задоволство да правиме истражување на плажите во 2000-та година уште, значи пред 20 на години, и тоа констатиравме дека нашите плажи се запуштени, дека нашите плажи треба да се уредат и воспоставивме стандарди според највисоките нивоа кои ги препорачува УНЕСКО, а тоа беше максимална проводност на плажите, тоа беше отсуство на градби, оградувањето на плажите беше со хортикултура и со жардинери, понатака овие елементи кои се за туристички содржини треба максимално да бидат во согласно со природните стандарди. А што имаме Голем дел денес? од тоа, за жал, не се испочитува на оној начин на кој студијата тоа го предвиде. И денес сме сведоци и на тврди градби и на организација на плажите кои не се соодветни. Ние имате во Охрид посебно, имаме ситуација да луѓето не можат да најдат место на плажите, а тоа не беше препорака наша. Значи, кога ние тоа го работевме, ние предпоставувавме дека паралелно со комерцијалниот дел ние мораме да обезбедиме оптимални услови за користење на плажите и од пошироката популација. За жал, колку им давате на луѓето, тие толку повеќе земаат и најчесто и против своите интереси, бидејќи видите, ако вие узурпирате простор, вие го немате тој простор и на тој начин практично влегувајќи во езерото, ние го уништуваме тоа природно богатство. Јас сметам дека ние мораме да се вратиме на основните принципи, за тоа да го информираме УНЕСКО со секој наш чекор, значи секој наш потек што ќе го преземаме конкретно со фотографии, да укажеме дека сме на стандардите на УНЕСКО, посебно во природното. Културното наследство, тоа веќе е етаблирано како една солуција која не може многу тешко, може да се и загроза, да се девастира. Имате и такви појави, имате испишување и на црквите, имате и такви работи. Меѓутоа, најпроблематично за мене, бидејќи јас сум непосредно врзан со користењето на овој дел, е природното наследство да заживее во оптимална смисла. Тоа значи да на секој потек што ќе го преземаме ние да
да ставиме една, би рекол, стандардизација која ќе биде од меѓународен карактер, односно која ќе биде прифатлива од УНЕСКО. Значи, во секоја наша активност да УНЕСКО препознае дека ние се грижиме и со одлуки во правна смисла и регулатива, а и со конкретни чекори. На тој начин мислам, дури и да е загрозено, дури и да добиеме една квалификација која не е поволна, се разбира, за нас како жители на овој град и воопшто на Македонија, тоа е единствено богатство што го има и нашата држава. Во тој контекст и ова со колекторот, мислам дека и државата треба да се вклучи. Не може Охрид сам да се штити од сите нас, така од целата популација што доаѓа во Охрид. И затоа мислам дека би било многу важно кога преземаме потези, кога ние даваме стратегии за развој на одржив развој пред се на просторот, кога донесуваме просторни планови кои се застарени сега веќе, кога донесуваме одлуки за такви некои активности кои не се популарни и ги заградзуваат Натура 2000-та, напримерот на градба на скијашки терени и уништување. Ето така, видите, значи тоа едноставно но веќе ги нема, едноставно тоа не смееме да такви работи да се дозволат. Гавриловски спомена професорот, вели едно беше замислата за плажите, денес имаме нешто сосема друго. Но зошто надлежните дозволуваат да се случуваат вакви дивоградби, девастација на природното наследство и слично? Би сакала ваше мислење и како да најдеме некој спој? Од една страна плажите пак се многу важни за туризмот. Како да се најде тука спој туристички развој и зачувување? Јас би почнал малку поопшто, бидејќи го спомнавте извештајот на реактивната мониторинг мисија од април 2017 година. Тоа е еден соопфатен извештај кој е повеќе од 90, меѓу 95 и 100 страни и во кој е опишано состојбата на вкупната културно и природно наследство во Охридскиот регион во моментот на вршење таа мисија. Од тој извештај и од таа анализа произлезени се 19 заклучоци и препораки кои несомнено треба да ги спроведуваме. Тие препораки се би ги поделил на два дела. Првиот дел за кој не само што е надлежна, туку и мог да ги спроведи тие препораки има само централната власт. И вториот дел во кој ние како општини Охрид, Струга и Дебрца имаме и ингеренции, и мокност, и финансиски средства сами да ги споделуваме. Напоменавте неколку од тие забелешки, например, колекторот, дивите градби, депониите, значи во тие препораки имат и контрола на нивото на езерото, постапување, изработување на елаборат за заштита, дали елаборат за влијание врз животна средина на заливот на Коските, повеќе се тие препораки. Она што е суштинско, пред да дојдеме на плажите, значи плажите се еден минорен проблем и многу брзо ќе се решат. Вие ја слушнавте најавата на Министерството за транспорт и врски, бидејќи се работи за законски пречки. Општината не само што има желба, не само што има смелост и нешто што сака да ги регулира, бидејќи ако на некому смета дивењето на плажите, на општина Охрид и на граѓаните на општина Охрид. Ние сакаме, меѓутоа заглавеноста во тие правни лавиринти, во тие управни постапки ја спречуваат општината да биде по-конкретна. Ние ќе знаете дека донесовме и распишавме јавно надавање, меѓутоа иако помина од тогаш година и нешто и ден денеска постапките не се завршени. За таа цел општината државата ќе ги преземе надлежностите со цел да биде уште сме во статус кво. Значи ќе ги преземе, дефинитивно ќе ги преземе. Но кога не се знае, ви уште едно лето ќе имаме надиво работење на плажите, што е дополнителен проблем. Ние не знаеме и ова лето каде ќе се поставува, што ќе се поставува, што ќе се случува и тоа е дополнителен проблем. Се согласувам со вас. Заради законски пречки. Заради тие законски пречки и пак ќе кажам, значи ги споменавме сите, меѓутоа основата на проблемот и поедобната точка од решението е донесувањето на посебниот закон. Значи во фаза изработен е законот, планот за управување. Најпрви законот за заштита на природно и културно наследство на Охридски регион. Законот е почетната точка од кој се регулираат, кој ги решава сите овие проблеми. Така. Во тој закон, покрај формирањето на комисијата, покрај одредби кои дефинираат што ќе се случува потака,
после законот најсуштински е планот за управување. Професорот ќе се согласи со мене дека планот за управување со регионот е есенцијалниот документ и основната алатка која ќе ни дозволи да го спречиме, бидејќи планот разработува состојбата на Охридскиот регион, точно ги дефинира зоните, која е најатрактивна зона. Врз основа на тоа зонирање се одредуваат и режимите на заштита, бидејќи овој регион под заштита, значи не се работи само за Охрид. Се работи за еден огромен регион кој пола Дебрц се зафаќа и се разбира дека не можеме да имаме еднаков режим на заштита за Староградско јадро, за крајбрежје и да имаме за мора да е различен степен. И затоа викам дека планот за управување ќе биде основната алатка која ќе ни овозможи. И зошто е тоа битно да има планот за управување? Бидејќи не постои ни една комисија, онаш и затоа и трае. Значи, заложбата на владата е да донесеме суштински релевантни документи кои ќе имаат овозможат лесна и правична примена. Во спротивност ќе дозволиме на одредена комисија, совет или било како и се вика да го толкуваме законот кога сакаме и да поступуваме нееднакво према другите. Кога ќе имате еден таков план за управување во кој ќе е дефинирано што може во првите 100 метра покрај езерото, што може од 100 метра до 500 и тоа ќе важи за сите. Така нема Во денешната ситуација со толку чести измени на законот за градба, вие сте свесни дека законот за градба 27 пати се менуваше. Да. При што еднушка во февруар месец, во исти месец 2 пати е менуван законот за градба. Што е недозволиво и тоа е не само што не овозможува правна сигурност, туку е основна шпекулација, малверзации, да не речам и корупција. Со тој план за управување ќе се решат сите дилеми. Сакам да ве навратам за планот за управување. Дали знаете дека имаше реакција од невладините организации и велат во планот за управување имало вметнато надлежност да има градежниот инспекторат, но комисиите надлежни од ресорните министерства тоа го отстраниле. Ако ние немаме кој ќе врши контрола, кој ќе урива или така натака, тој закон пак ќе биде мртво слово на хартија. Таква реакција имаше, ние ги снимавме и пишувавме за тоа. Дали сте запознаени со тоа? Апсолутно, значи не се регулира, туку регулирано е во законот и во законот последните одредби се однесуваат на инспекцијскиот надзор на проведување на тој закон. Затоа што постојано си ја предаваат топката. Апсолутно, значи дефинирани се три министерства се дефинирани и постојат бројни одредби кои го регулираат почитувањето. И ќе кажам, значи, три министерства се, значи, Министерство за транспорт и врски и Државниот инспекторат, Градежниот државен инспекторат е надлежен за следење и спроведување на активностите од областа на градбата. Добро. Министерството за животна средина е надлежно врз основа и инспекторите по заштита на животна средина се надлежни и имаат овластување, дури се предвидени парични казни, значи толку разработен законот, додека пак Министерство за култура преку управата за заштита на природно културно наследство го спроведува мониторирањето, предземањето активности и казнување на. Затоа викам дека во тој закон кој секако не е идеален, како и сите други закони, се надевам дека во фазата на донесување уште и ќе се подобрува, меѓутоа апсолутно е неточно дека владата имала интенција или дека некој имал интенција да отстранува делови. Имаше јавна расправа на која присуствува. Да биле исклучени невладините, биле последните пати биле исклучени. Не е точно, значи имаше јавна расправа која се одржа во Мордовскиот културен центар по основ предлог на законот на која присутни и фронт и Охридте своје. Беше реакцијата Фронт 24. Меѓутоа нивните Тие представници реагираа дека на тој дел биле не било вметнато, значи кој е надлежен да ги контролира. Па јас го имам со мене и предлог законот, ако сакате ќе ви го оставам и ќе го прочитате предлог законот ќе ги видите. Не, предлог законот е веќе во законска процедура, помина низ комисии на влада. Не, за планот мислев за управувањето. Значи први треба да се донесе законот и одма по донесувањето на законот, во самиот закон е наведено дека во рок од 6 месеци постапување на сила на овој закон мора да се донесе планот. Владата, формирајќи се најново, формирајќи нова комисија, владата ја ги задолжи сите релевантни институции до 1 декември да се донесе планот. Што е многу позитивно, меѓутоа дај Боже да го донесеме на 1 септември. Никој нас не спречува да го донесеме, професоре, побрзо. Што побрзо го донесеме, то побрзо ќе имаме суштински елементи да пристапиме кон реална заштита. Сте го виделе ли? Знаете ли нешто за овој план? Значи, јас сум автор на просторниот план во областта на туризмот во Охридско-Преспанскиот регион. Добро. И тој план веќе е во одмината
фаза, би рекол, на негова примена. Затоа ова сега што се заговара веќе застарен. И затоа е добро сега да се тоа ревидира, да се Имате видено ли ова сега што се ова не го имам видено. Немаме таква, немаме никаква расправа во врска со ова проблематика. Јас барем, може би моите колеги, јас со тоа не. Јавните расправи законот се одржаа, меѓутоа не е спорно во Скопје се одржаа, не е спорно, законот е јавно достапен и на веб страницата, не е ништо спорно. Планот кој е во фаза на изработка, значи јас лично имам визија 2-3 верзии, меѓутоа самото Министерство за животот и беше закажано, ако се сеќавате, ние закажавме пред 2 понеделници јавна расправа за стратешката оценка за влијание врз животна средина по тој план. Меѓутоа, согледувајќи дека тој план се уште не е нити квалитетен, нити близко до она што треба да биде, тоа се откаже со цел ние мора да направиме квалитетни документи. И затоа времето е многу битно, меѓутоа не треба да избрзаме професорот па да донесеме неквалитетен документ. Меѓутоа додека не се донесе нов план, во функција е стариот план. И по тој план требаше да се постапува во овој 20 годишен изминат период. Меѓутоа, често пати се случуваше да некои работи не одат така како што се предвидени. Например, определувањето на туристичките зони и слично беа мимо зацртаните елементи на зоните на управување во просторниот план на Охридско-Преспанскиот регион. И сметам дека токму научната фела би требала прва да се вклучи во третманот на овие проблеми и тогаш ние ќе можеме аргументирано да зборуваме дали тоа се применува на соодветен начин или не се применува. Моите истражувања што ги вршевме на овој потек покажуваат дека ние имаме сериозни девастации. Земете го потегот, например, од Конгресниот центар до Метропол. Тоа е во една многу тешка руинирана состојба со забележителни проблеми во комуналната сфера, така што дури може да се смета дека тој во дисфункција, бидејќи веќе се паднати тие ѕидови кои однапред не требало ни да се стават затоа што млатот на брановите е толку силен дека тој ќе ги подкопа и веќе ги има подкопано. И не само тоа, значи низ целиот тој потек ние имаме соодветни нарушувања. Вака, ние не треба сега овде да се занимаваме со тоа кој тоа го направил, како го направил. Сега ние треба во планов што би требало да има таа научна основа, да најдеме решение и секој решение од овој проблем посебно да се нагласи и да се даде во препораките кон УНЕСКО. Проблематично е на овој потек, ја тоа го зедов како пример, имате такви потези повеќе, што тука ни е и водоводот. Значи тука, точно тука, на тој потек, ние црпиме вода. Ако тоа не е најчисто, ако не е најуредено, па ја не знам кој дел би требало да биде од Охрид од приоритетно значење. Тоа се билјанините извори и точно овој потек кај Метропол кој треба да биде најуреден од сите просторни целини. Би сакал само малку да се надоврзам Може, ова. што мислите за планот? Јас сакав да ве прашам за управување ви овој се што ќе се носи. Имате ли информации? Немам информации, али морам да кажам дека не сме биле баш исклучувани во тие Не сте биле вклучувани? Сме биле вклучувани. Конкретно ова не биде како што кажа тони е во нека процедура на во процедура и ќе продолжи таа процедура. И не само очекувам дека ќе сме и ние како невладен сектор поканати, ќе имаме можност да кажеме како и за другите тие претходни планови. Сакам да кажам нешто друго, да малку да сме вака пореални. Така. Како граѓани, како спомна професорот дека не е тоа имало нешто и на тоа се и на тие планови се надоградува. Не се почитувало, каже се. Не се почитувало. Да се вратиме малку пореални на состојбите што ни се тука во градот. Ние сме сепак една мала заедница, каде што сите се знаеме. Каде што е тешко и овие институциите да работат, значи луѓето што работат тука. Од разни причини, притисоци, врски, пријателства, значи многу работи се наталожени, што општа состава може и така и години во државата. И на некој начин не се овозможило, не се дало простор да се делуваат во таа насока, да се регулиса, да се спречи, да се
усмери некоја работа. На тој проблем Или институциите. за таа име како да кажам свеста, значи тука сме на тоа ниво каде што едноставно викаме, ова ќе помини, така може ти, ништо сето тоа. Мислам, свеста ке луѓето може повеќе треба дебата и со невладин сектор, институции, општина, суството, инспекцијските служби и така натака. Мора да додадам дека не само заради тоа што исклучива спремност постои во општината за соработка не само со невладините, секако со научната јавност. Ние законска обврска имаме при донесување на тие плански документи, самата постапка да биде транспарентна, однапред закажана и со инволвираност по тие, значи и тоа тоа ние ќе го продолжиме. И тоа го објаснува терминот и тоа ги наизглед долгите рокови за донесување на ова. Јас се согласувам дека како лаик, кога ќе го погледате и ќе речете па зошто тој планот сега да го носите до декември месец сега. Кога што е толку филозофија, па по една страница да напишете на ден, ќе го меѓутоа самата постапка на носење мора да биде јавна, транспарентна, сите заинтересирани стручњаци да бидат вклучени, сите да го дадат својот придонес за да донесеме. И во таа постапка ќе продолжиме и сите тие постапки ќе се водат во соработка со научната јавност, со невладините организации и на крај со сите граѓани, но не мора да сте член на невладина организација да дадете својот придонес. Тука секако тоа ни тука, ево да укажем, треба да се внимава. Малку се експонира во јавноста дека Охридско-Преспанскиот регион е прогласница за биосферно подрачје. Еден резерват. Така што ние кога се носеше таа процедура беме вклучени во тој процес и успеаме да се прошири некаде, да не кажам, месечини до плаќе, што е позитивно. И во сите тие носење на таквите програми, значи треба да се има предвид и тој документ што е многу важен и како регион што треба почитуваме. Апсолутно е важен и крајно е време да почнеме да ги користиме бенефитите, да бидете прогласени за биосферен резерват, вредноста на вашите производи многократно растат. Земјоделските производи, значи услугите, производите апсолутно растат од самиот факт дека сте вие биосферен резерват. Исто како што ни растат услугите, ќе каже професорот Дргито што го позаштита на детство. Исто така како што ни растат вредноста што ни расте по тоа што студенчишкото блато ќе оставиме на светската рамца лиска за блатни подрачја. Сите тие активности се преземени во последните години. Затоа викам, многу активности се преземени. Не сме стигнати до крајот и многу работа не очекува, меѓутоа сите овие работи се започнати во овој период и се тоа ќе даде придонес за поквалитетен и подобар живот за нашите поколенија. Дека ние имаме повеќе нивоа на заштита. Ние сега зборуваме за УНЕСКО и тоа е највисокото ниво, се разбира. Но ние тука го имаме националниот парк. Националниот парк е во национални рамки едно највисоко ниво на заштита. Па имаме споменици на културата, па имате третман на посебни птици и растенија. Така што, значи, ние сето тоа треба максимално да го почитуваме и да го ставиме во функција на УНЕСКО. Значи, УНЕСКО да препознае дека ние во просторниот план за развој на Република Македонија сме се согласиле дека имаме и заштитени елементи во рамките на едно пошироко подрачје. Таквите елементи се многу важни за користење во областа на туризмот, морам да кажам, вака бидејќи јас сум експерт по таа проблематика, а заправо и целата свест за која сега зборувавме е насочена кон тоа да имаме симбиоза помеѓу начинот на користење на елементите и нивната заштита. Колку повеќе ќе ги заштитиме, толку тие ќе бидат поатрактивни. Повредни. Голема грешка е ние кога дозволуваме да поединци тоа го злоупотребат и влезат во езерото, така сега фигуративно да се изразам. И на тој начин баш овие содржински компоненти кои се многу важни и кои за жал не се секој пат обележени, например чинарот го имаме, али не направивме од чинарот реликвија која се заслужува или што знам многу такви елементи имаме. Дозволи да се распаднува? Да, не, добро, ние не можеме да влијаеме на природата колку што се можеше, тоа е заштитен
како елемент. Меѓутоа е многу Во теке уште поважно да изработка се на неговата промовира, да се заштита. уредува околу него тоа да биде место кое ќе биде од култен карактер, не само Така. тука, него и во другите просторни целини каде што Недоволно имаме го цениме и го споменици на чуваме она културата. што го имаме. Да, Едноставно. апсолутно, да. Недоволно. И него третираме доволно од оваа гледна точка за која Борче добро зборуваше, дека ние заправо немаме доволна свест како поединци, не зборувам за општината која извонредно се труди да ги надмине сите проблеми. Посебно сега, мислам дека во последниве неколку месеци вака ми беше многу актуелно дека се презема многу Да, активности на откако тоа. стигна тој предлог, Да, некако да откако сите се стигна, освестивме. откако Да, не некако сите се освестија. освестиме. Да. Ајде кратка пауза за реклами и ќе продолжиме со нашиот разговор. Во продолжение, куси реклами. Продолжуваме повторно со нашата тема Охрид под заштита на УНЕСКО. Сакам да ве прашам, Гавриловски, значи на 29 мај владата донесе одлука со која што се прекинуваат сите постапки за легализација на дивоградби, се прекинува носењето на урбанистички планови. Кажете ни што значи тоа и во каква состојба е сега општина Охрид? Дали имате притисок од страна на јавноста, се додека не се донесе законот и планот за управување ќе биде мораториум? Што тоа значи? Значи, први мораме да ги кажеме право работите, значи се уште не е донесен. Значи, овие сите категории кои ги предвидуваат, се предвидуваат со законот. Значи, сите овие последици настануваат по донесувањето на законот. Значи, се уште не е на сила, Значи, се уште не е тој на сила, мораториум. апсолутно општината работи нормално, но морам да кажам дека општината во последните 2 години сама си наметна собствен мораториум. Вие се свесни дека колку што можевме се трудевме да го заштитиме Охридското подрачје со неносење на неквалитетни планови, значи буквално ниеден план не е донесен со цел да имаме поквалитетни. Меѓутоа, ова е многу битно. Сериозно прашање, бидејќи точно се створи една фама дека Охрид сега ќе замри, дека во Охрид нема да има никаков напредок и Така затоа го уште еднаш свативме, треба така беше да, пренесено. значи треба да кажеме уште еднаш дека бидејќи во нашето законодавство не е предвидена категорија мораториум и не може да се донесе некоја таква одлука. Ви гледавте дека и на центар со носењето па на уставен суд падна па било како, значи во самиот закон за управување со природно културно наследство е предвидено од донесувањето на законот до донесувањето на планот се стопираат следните активности. Тие активности се, бидејќи немаме квалитетен документ како планот, ние ќе работиме во тие 6 месеци да направиме план и тогаш лесно ќе се носат урбанистички планови. Што значи дека Значи, во тие месеци ќе има мораториум. само за тие месеци ќе се спречат следните активности, значи донесување на урбанистички планови, тогаш ќе се застани процесот на легализација на дивоградби, Значи, во тој да, издавање на одобрение, некој период од постапување. 5-6 месеци. Ние се веројатно, надеваме ќе биде. и искрено сакаме да биде тој период што покус, не дека нешто сериозно ќе се случи кај инвеститорите, бидејќи секој сериозен инвеститор своите активности не ги планира за 3 месеци, за 5. Меѓутоа, од психолошки аспект е многу лошо кога знаете дека не можете да направите нешто. Затоа сакаме тој период да биде пократок, меѓутоа не може па од друга страна да биде пократок за да можеме да донесеме квалитетни документи. Може да има контраефект сето тоа после. Ја ќе спомнам кога ние беме иницијатори за забрана за лов на пастрнката 10 годишна. И верувајте, и во една прилика кажавме од Рашница дека од сегашна позиција ни е криво што тоа го побараме. Во тој период уште полошо беше. Уште повеќе се крадеше. Да, затоа што Да не немаше дојдете надзор. овде дека Немаше надзор. и Апсолутно уште се повеќе согласувам. проблеми. значи беше тотална кражба. Да. Ние имаме и конкретни примери на ова што го кажува во регионот. Ние бевме 2 пати во посета на Котор. Котор е исто град заштитен под заштита на УНЕСКО, исто се преземени мерки и активности. Таму е воведен мораториумот уште пред 3 години. Кај нив мораториумот не донесе никакви резултати. И кај нас тврдиме дека нема да донесе никакви резултати, доколку не ја отстраниме причината. Причината е квалитетни урбанистички планови. Ако ние во тој период ќе си ставиме мораториум, не работиме на изработка на урбанистичка планска документација квалитетна, Градот стагнира. градот ќе не се гради. стагнира, ништо нема да постигнеме. Значи, луѓето некако премногу очекуваат дека со еден акт, значи никогаш во животот со еден акт ништо не се постигнало. Тоа е како да донесете декларација за објава на војна, никога не нападнете ја. Ништо не предизвикува никакви реакции. Затоа сметаме дека мора сериозно да се посветиме. Да.
нема да го крстиме тој мораториум, тоа се некои активности кои ќе прекинат се до донесувањето и плански документ, меѓутоа да го искористиме секој слободен момент за изработка. Тука е голем проблем финансирањето. Да бидеме искрени, вие сте сите свесни дека Охрид е премногу задолжена општина, дека не чека огромна работа, тука очекуваме голема помош од државата. Сега можам да најавам веќе дека во рамките на еден проект кој што лани го започнавме, денови ќе потпишеме договор со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој и веќе отпочнуваме со изработка на урбанистичка планска документација финансирана од страна на агенцијата за сите рурални места на општина Охрид. Што значи дека ние ќе донесеме урбанистичка планска документација од Светинавам, Љубаништа, Трпеца, Пештани, се до Свиништа, до Плаќе, до последното село. Тоа е само едниот проблем. После се посветуваме на Охрид, урбанистичка планска документација за Охрид. Тука морам да истакнем уште еден многу позитивен чекор кој го презеде владата. Владата со заклучокот на последната седница го задолжи Агенцијата за катастар да изврши реален премер на старо градско јадро и заштитеното подрачје и бафер зоната на заштитеното јадро. Значи за прв пат ние ќе добијаме реални подлоги врз основа на кои ќе можеме да изработиме урбанистички планови. Не знам колку е јавноста запознаена, а сигурно се запознаени, бидејќи тој проблем не е само на таа територија, буквално на цела територија, тама е малку поспецифично заради збиеноста на куќите, инаку секаде го имаме проблемот со авионското снимање и непоклопување на парцелите. Меѓутоа во старото градско јадро буквално испаѓа дека едната куќа е кај комшијата, другата куќа е навлегува и колку и да носиме ние урбанистички планови, ние не можеме да донесеме, ќе донесеме планови кои се неспроведливи. Немојте да издадете одобрение за градба, зашто кога ќе издадете одобрение ќе речете извинете, ама 3 квадрата сте кај комшијата. Комшијата е кај вас 5 квадрати. И тоа е многу позитивен исчекор на владата, тоа е многу сериозна работа, бидејќи врз основа на тие и тоа ќе се усвои кога ќе се усвои како основа и како геодетска основа, врз основа на тие подлоги, не само што ги носим урбанистички планови, врз основа на тие подлоги ќе се носат и плановите за заштита и сите значени документи. Кога сме кај старото градско јадро, урбанистички планови, но дали со тој план за управување ќе се заштити она стара градска архитектура? Професоре, ние во стариот град имаме и модерни куќи во некои шарени бои, кои што навистина не се вклопуваат во оној амбиент кој што нас не го бара ЮНЕСКО, а и ние треба да се трудиме да го зачуваме. Јас потполно се согласувам и мислам дека овие активности што ги презема општината се на добар пат да се регулира градбата и да се заштити просторот. Јас би сугерирал во овој контекст, кога се носат вакви планови, посебно за рурален развој, да се направи исчекор во смисла на тоа да најпрво се инфраструктурално делува, а после супраструктурално. Затоа што ако ние дадеме дозвола, во сегашна состојба ќе добиеме нешто слично како во стариот град, како што тоа нема како колегата сеќава сламоти, ние сме инаку колеги по струка. Значи, како што рече колегата Тони, ќе ни се префрлаат земјиштата од една собственост во друга собственост и така ќе добиваме шароликост. Инаку самата неспроведливост и ваков девастација би рекол. Тоа не се допаѓа, значи ти последниве години ние неколку пати сме пишувале огромни габарити во стар град кои што навистина не се вклопуваат во амбиентот. Комшиите, соседите пишуваат петиции, но се покажа дека таму каде што има интереси, пари, ништо не се стопира. Да разјасниме дека општината нема надлежност на старо градско јадро, издавањето на одобрение за градби е во Министерството за транспорт и врски ја води таа постапка, така да општина Охрид нема никакви ингеренции, меѓутоа секако дека со загриженост ја следиме ситуацијата и секако можеме да истакнеме. Јас дури би апелирал, значи за мене нечовечки да изградите некој таков објект во едно такво старо, бело, убаво градско јадро, бидејќи сами себе си нанесувате штета. Значи, тој објект нема ни пазарна вредност утре, а најголемиот проблем е со таков објект му нанесувате штета на сите ваши околни комши. Вие сте сведоци дека сега во Варош, во старо и нарушување на ликот, но оној автентичен лик. Да, ама затоа старо градско јадро веќе се помалку и помалку луѓе имат. Се повеќе куќи на продажба и се пониска е вредноста на куќите во старо градско јадро. Верувајте, правев некои истражувања, сега малте не е без пари да купите куќа во
Староградско јадро, никогаш не било, таму било Поскапо е најскапо. Велестово и во Орма, да. Да, никогаш не било поевтино. Затоа викам дека како што човек сам може да си Губи наштети вредност, себе си, да. никој не може да му наштети ја. Сами си наштетуваме себе си со крадење на такви. Така е. И ние мора да преземеме решителни, одлучни мерки, тоа да престане, да му го вратиме сјајот на градот, во планот да предвидиме, а ќе се предвиди дефинитивно, како мора да изгледа фасада, дека мора да е опшиена со дрвени штици. Она што е Имаше автентично и препораки дека не карактеристично. смее ни клима да има надвор, дека не смее да се менуваат дограми на пенџерите, дека не треба да се уништува воопшто, да не се Видите, менува одите во никој. Котор и прочитајте од целото градско подрачје, во кој има стотици хотелчиња малечки, значи тоа е Сите во многу некој карактеристичен автентичен град, стил, да. сличен, и ако најдете негде Да. клима, ако најдете негде оџак, Ова све се гледа, да, Да. клими извадени, сателитска антена, значи не може нигде да се постави јад. Јас се слагам дека животот во старо градско јадро на тој начин ќе донесе проблеми. Меѓутоа не се нерешливи тие проблеми. А од друга страна па носи бенефити. Што се Со одлучил таков да начин, живее таму, треба да ги прифати правилата. Вака. али тоа ќе донеси до поголема вредност на неговиот имот. Така, Да, има позгодно и ќе на градот. да имаш клима надвор, меѓутоа утре кога ќе продаваш таа куќата, зашто ќе го ја рушиме веќе вредноста на старо градско јадро. Веќе е нарушена. Сега немојте да купите за респери куќе. Ако го вратиме сјајот на старо градско јадро, повторно ќе се вратат оние цени кои некога се даваа Голема за вредност. куќа во старо градско јадро. Меѓутоа ќе има ред, ќе нема сателитски, ќе нема Клими, ќе нема различни дограми. кабли, значи кабли. Да. Така, ја мислам дека туризмот изврши големи промени и во самата урбанизација. Генерално да зборуваме. Меѓутоа има нешто што е позитивно во туризмот, во одразот на туризмот, а тоа е дека ги валоризира сега оние објекти кои имаат визија, значи кои се со традиционални карактеристики, а се почесто во старото градско јадро имате издавање на висок на стамбен простор. И се повеќе повлекување, ова како што малку пре чув дека ќе почне Орман и Велестово да бидат попопуларни од самото градско јадро. Зошто? Затоа што природата тоа ќе го наложи на развој на туризмот. Типичен пример во окружувањето ви е Дубровник. Практично дојде до иселување или екзодус на населението кое живееше за да може да се отстапи на туризмот. Нешто слично мислам дека и овде ќе биде присутно во старото градско јадро, а архитектонските решенија за да бидат сега привлечни за туристите ќе мора да се сами по себе обликуваат. Впрочем, јас се извинам, вака можда повеќе одземам време за дискусија, ама ќе спомнам дека во таа студија што ја работевме за организацијата на плажите, покрај другите елементи кои беа дадени, беше определување на архитектонска комисија која ќе ги одобри шанковите и другите пропратни објекти. За жал тоа не се случи, да. Меѓутоа тоа мора во наредниот период да биде актуелно ако ние сакаме да бидеме во контекст на УНЕСКО. Значи, она што ние го правиме да биде издржано, да биде во контекст со одржливоста на просторот и да биде И заштита и развој на туризмот. Да, апсолутно, и да физиономски одговара на условите кои се во окружувањето. На тој начин архитектите кои се најстручни во тој би рекол посебен суптилен дел во креирањето на развојната политика ќе го најдат своето место и ќе дадат голем придонес. Ние инаку можеме да дојдеме во ситуација да различни форми добиеме кои не се издржани во плажниот простор, во овој би рекол шеталишниот простор и така. Долу целото крајбрежје Да, имаме тогаш такви да, габарити кои што накарани, навистина да, девастирани форми кои не водат кон напредок. А вака туризмот сам по себе ќе ги наметнува за да бидат издржани. Така. И така ќе дојде и до развојот и на просторот и на екологијата. Така. Затоа што секој ќе се грижи да се заштити. Така. Сакав да ве прашам, Стојански, што мислите, еден од првите чекори на нашата локална самоуправа беше устранувањето на палмите на градскиот кеј. Ваш став ме интересира како екологист. Ево, ќе споделам дека мој личен став. Искрено не се радувам што се тргна, мислам дека е погрешно решение. Колку што беше погрешно, пак и поставањето. Значи, беа поставени тоа стихино за некој да профитира тука и
и ги наредија, значи без она што кажа професор да каже стручната фела, да каже архитектите, проектантите како да се постават или хортикултурците, не знам колку беа тие консултирани. Ево ќе прашам сега јавно. Јапонски вечерешни не сметаат автохтони се? Не се апсолутно. Ги имаме нив тука. Ги имаме. Зашто тие не се пречка? Не знам. Треба да одговорат Да, тие јавно. кои што кои што беа дел од таа, да речам, од тој зафат. Прашањето за палмите, кај секој го предизвикува различен одговор и Да, различно да, се да. однесуваме. Имаше различни реакции, Факт е дека еве, тоа и палмата го прашавме и апсолутно, Стојановски. значи Стојановски, тој е неговиот став и апсолутно не е погрешен неговиот став. Значи кај нас тие палми кај некоја предизвикуваат чувство на како да се негде на Медитеранот, па му е пријатно, кај некој чувствува све. Беа некој вид на украсте пак на кеот. се согласувам, Преднагласени некако. Може по тој ние рековме дека ќе направиме се што е во нашата мог, да го задржиме статусот, ние ќе направиме се да ги отстраниме пречките и да ги почитуваме препораките на реактори Милиција. Во 19-та препорака буквално беше забележено тоа. Да, И ние сега, прочитав дали градоначалникот ја видовме, дали така. ние треба да отвараме се дебата, ако УНЕСКО вика дајте посветите се повеќе на автохтони растенија, апсолутно. и тоа беше единствениот мотив. Значи, општината нема ништо против палмите, меѓутоа бидејќи е една од препораките, исто се однесува и на билбордите. Значи билбордите во таа истата препорака билборди ќе бидат исто реков. тие веќе почнавме со отстранување заради тоа што нарушуваат визијата, со неавтентичноста на материјалите го нарушуваат интегритетот на тоа заштитено подрачје и затоа ние гледаме точка по точка од тие 19 точки да ги отклониме, бидејќи сме силно посветени да го зачуваме статусот. Така. Јас се согласувам дека некои од тие точки и неоправдано можда и нема да се сложиме со тие. Имат и посериозни забелешки кои предизвикуваат многу посилни проблеми. Меѓутоа и то не е најмалиот проблем, најголемиот проблем ќе видите во иднина ќе се сочуваме со два клучни проблеми. Тоа е коридорот, железничкиот коридор 8. Еве тоа сакав сега да прашам. И рутата за автопатот А2 треба и ништо струга. Значи владата деновиве донесе ваква одлука во која што задолжи комисија која што треба да изнајде решение, алтернативна рута за железничката пруга, коридорот 8 и рутата за автопатот А2 треба и ништо струга. Што мислите вие? Ево јас ќе почнам, а после ќе дам предност на екологистите и почитуваниот професор. Тоа се проблемите кои треба да ги решаваме и тие не може да се решат преку ноќ. Апсолутно. Ако зборуваме за железничкиот коридор, значи тоа е коридор кој спојува две мориња. Тоа е коридор кој спојува Бугарија преку Македонија со Албанија. Тоа е проект на Европска унија, тоа е дел од европските коридори. Значи не го измисливме ние во Охрид, нити нашата влада, значи тоа е проектиран од Европа како дел од европските коридори. Мислам дека тука малку повеќе ајде да бидам да ги симплифицирам работите, не постапувајќи по многу по-минорни работи, ние си навлековме поголема беля, па сега ни гледаат, ни бараат влак ново јајце. Инаку дека тие европски коридори ние не можеме да ги менуваме без согласност на Европската унија. Ние утре ќе сме земја членка на Европската унија, ни мора да почитуваме и Европската унија, не само УНЕСКО и сите работи. Меѓутоа, доколку постои алтернатива и доколку постои подобро решение, и тоа е интенцијата на владата. Значи, ние и сакаме да ги вклучиме сите релевантни, сите стручњаци. Дајте, ако имате подобра алтернатива, дајте да искористиме таа алтернатива. Владата секако ги плаќаме ни тие парите. Тие објекти, патиштата, пругите, секаде мислам дека во светот значат и развој. Прашање е еколошкиот аспект. Јас ево сега слушам дека не знам дали има некаква реакција. Имаше реакција од страна на Охрид СОС. Има за се реакција. Да. А јас пак ќе прашам малку, ај позадемната да видиме зошто така се реагират на поединци од таквите издруженија. Значи не може за све да бареме, не може, не сакаме. Имаше една војна расправа која беше за проектот за патот за Пештани. Еден од тие од СС рече, јас не сакам. Зошто немаш аргументи, не сакаме и греба рака против. Значи не е таков пристап, не е воре таков пристап. Значи научната фела во тој дел да се каже своето, ние како невладин сектор, граѓански сектор, што со тој дел се занимаваме, можем, ќе бидеме секако поканети тука, ќе кажеме нашето мислење. Јас верувам дека
сето тоа ќе биде прифатено. Мислам, замина времето кога ќе се оди стихино ќе правиме, ќе тераме. Значи сето тоа дојде под некоја регулатива. И не ќе биде тоа што никаков проблем. А што мислите, ете сега сами го споменавте патот до Мештани експресниот и Галичица кој што беа исто така во дел од препораките на УНЕСКО дека предупредија дека не смеат да се градат и тие проекти беа изработени, но отпадна. Ете професор, еден ваш став. Што мислите, како да одиме на развој на туризам во зима, како да го поврземе Охрид со Свети Наум? Во целиот тој процес кога се предлага една би рекол низа на 5 јавни расправи. На расправи, да. И тогаш укажував на тоа дека не е добро да влеземе во природата, него треба максимално да можеме да ги усогласиме оние постојни капацитети со тоа што го имаме. Лично сметам дека тој дел на комуникација е добра солуција ако се има во предвид дека националниот парк е во тој дел веќе урбанизиран. Значи целиот тој простор, ако земете сега вака е една конурбација од Рамне, вака ако земете па сите тие населени места се поврзани. Моја визија се лична би била, се дозволите ми да кажам, само значи моја лична визија е националниот парк да се проширува, но да отстапи таму кај што имаме висока урбанизација. Тука едноставно вие немате можност да извршите целосната контрола на постоењето. Сега како ќе биде експресен, во која смисла е тој експресен и колку е тој експресен, дали тој ќе биде магистрала. Тоа едноставно не е можно да се направи затоа што конфигурацијата на теренот е многу сложена. Меѓутоа, многу е битно, она што малку пре го кажа во контекст на руралниот развој, да се направи инфраструктура која успешно ќе ги прифати постојните решенија. Затоа што вие ако сакате сега да го вратите националниот парк во првичните граници на почеток на урбанизација, тоа едноставно не е можно. Треба сите села да ги уништите. Најдобра солуција е да се направи рамка до која може да се оди со урбанизацијата и во тој контекст е и тој така наречен експресен пат. Ја не сум баш за експресна, за магистрала, таа едноставно не е можно. Како да го подобриме тој патен правец кога немаме можност да градиме нов? Како? Оној пат кој што го имаме луѓе навистина во загрижувачка состојба. А поврзува две држави. Постојат решенија и тие решенија треба да ми го ставиме на стручаците. Дефинитивно ставене надвор и за сета среќа овој проект отпадна, бидејќи се работи за еден мегаломански проект во кој ќе направиме автопат, а колку ќе го користат, значи не постои ни сообраќајна студија. Дали имате изброено во зимскиот период, кој е 7-8 месеци, колку коли ќе поминуваат по тој автопат? 3 дневно. На кого му треба? Апсолутно е потребно поврзување на Охрид со сите населените места и со Свети Наум на крај крајва и преку Свети Наум со Албанија. Меѓутоа, тој пат, доколку се димензионира, согласно постојните потреби, со изработена сообраќајна студија, притоа водејќи грижа за сите аспекти на заштита на животна средина, овозможувајќи на секој согласно стандардите да има нормална функција, нормална проодност на животните кои екзистираат тамо, никој нема да има против. Нити ЮНЕСКО, нити никој не се кочница на развојот. Меѓутоа, тие викаат, дајте, димензионирајте и градите она што ви е потребно. Ние автопат, да извините, немаме за Скопје, кај што е најпотребно, немаме скоро и никаде, и сега да направиме автопат, знаете што е автопат, со таква инфраструктура, со тоа значи со тунели, со мостови, со виадукти, се треба да се направи тоа. И затоа е добро што тој проект се напушти и ќе се работи на проект, квалитетен проект, базиран на сообраќајна студија, броење на сообраќајот, анализа на теренот и најидеално решение. И ќе се направи тоа. Така. Стојановски, сега да ве прашаме накусе само околу уништувањето на трската, како екологист. Во Струга имавме навистина, да речем, последниве месеци, еве сега веќе и престана, спалување на трската, многу проблеми, подготовки за диви изградби на плажи и така натака. Каде е грешката? Ја знаеме, свеста ние на нашите граѓани, значи, ноќе ќе палат, ќе градат, парапетчина на секој чекој така натака. Кој тука затај? Во суштина паленето не е штетно, затоа што
кај што се пали поново трската, пак Не клюва. Да. Проблемот е со депонирање на градежен Да, и потоа шут бетонирање. и после и запаќање тоа. на површини. Кај затаиме. Има инспекцијски служби, малку нека се растачаат комунални, кои се не знам точно надлежни. Не знам точно кој све е надлежен во тој дел, не е толку огромен простор, се знае отприлike во кој временски период тоа се случува. Малку поголема контрола, мислам проблемот ќе се решива. И секоја година го имаме исто, тој само се повторуваме. Се запали, трчаме, вие трчате со камерите, правиме циркузи. Истото, да. Едното е исто. Мислам дека не е тежок проблем, што може да се реши само надлежните ги малку. нема. Да. Јас исто така го гледам дека ова не е нерешлив проблем. Дефинитивно е последица на една долгогодишна политика на изградба на парапетче околу Охридско езеро, за кој некои луѓе тоа беше нормално, која политика за среќа е напуштена. Справувањето со многу едноставно, значи само повеќе да работат инспекцијските служби и након надлежни за тоа се повторно ќе кажам 3 министерства, и животна средина имаат надлежност, и транспорт и врски имаат надлежност. Има инспекции, Сите но имат и за некој таа не се цел, врши значи ги работа. видовте првите извештаи од поединачните инспекцијски служби, за жал не констатираа ништо, иако на очиглед на сите имаше такви активности. Затоа владата, ценејќи, сакајќи да го реши тој проблем, формира мешовита комисија од сите 3 министерства, која сега денови ќе излезат на одите и точно ќе се дефинира кој каде што правил, како правил. Крајно е време на одговорност да почнеме со ригорозни казни. со Само така казни, може да се со спречи. цел. Инаку од аспект на трската, тоа што кажа е апсолутно точно бидејќи истражувањата на Хидробиолошки институт покажуваат дека површината потрскана Зголемена. се Да, зголемува. да, јас За имав некаде на околу баш, 4 хектари сопругата на тага е зголемена, што е многу добро. Така да ќе си продолжиме да го штитиме. Тој е едноставно решението, само да работаме треба, не треба ништо. Што по мене, не знам колку е времето, не кажеме ништо уште малце имаме, бидејќи малку скоро на тоа на што беше средба со градоначалникот, доста се дискутираше, не кажам може и 50% од дискусиите отидоа во насока околу марината и околу пловните објекти. Да, Што се бесната трибина. што се ношни клучни Да. и од еколошки аспект се интересни, актуелни и работи за што треба малку посериозно да се застане. Кој е ваша ставка, кој екологист? Ето имаме различни ставови. Едни велат дека марината треба да биде во каналот, други велат дека треба да биде грашница. Виш пак се оставаме на рекол Борис, рекол Трајче, не знам кој рекол. Добро, да, и беше јавна Има расправа, повеќе идеи. трибина беше. Дефинитивно, мислам, и моето мислење дека дефинитивно треба да отпадне од каналот, од тој дел тука, кај изворите. Не треба да е тука. Имаше предлог за грашница, за Дањан. Да. Малку за Дањан чудно што тој река, што знаете, еднашка 100-годишно све донеси, малку дискутабилно. Јас ќе прашам зашто некаде не према овие од Куба Либре натака во тој дел, кај што е малку понастрна од извориве од блатово. Има, значи, може да се Да се дискутира и да се најде дискутира, решение. не вечно веќе таа тема веќе притискат, али некако гости прашуваме пак и зошто Марина, до кога ќе тераме и до кога ќе допуштаме Охрид езерото да биде обседнато со глисери, јас не знам точно со какви кубици. Имаше некои научни сознанија дека и пастрнката бега долу и немат од бучавата на глисерите, на Мислите скутерите. дека треба некоја таква забрана? Ако За- не тотална да во речеме тој за дел, тие значи, моторни- значи може да има некој систем на регулација, доколку се спомна и другите езера по светот каде што е забрането. Потеркот на некоја, Некој рече, ама било речеме. протечно нашето езеро, што кој протечно оди под Рим. Оние глисери, јахти што ги имаат, значи мислам дека општо мислење дека не се Последните заоде. беа бројки дека негде околу 2000 пловни објекти, не се сите глисери, Не, значи не, има многу, бродови, многу кајчина. бројка, тоа беше погрешна 2000 бројка. рече, капетанот последно кога го снимавме пред неколку месеци рече околу 2000 пловни објекти. Толку се Тоа- регистрирани, значи тој Да, добро толку си се кажа, значи регистрирани. во Охрид се регистрирани околу 2000 Толку. проблемни објекти. Меѓутоа, ние имаме правено анализи и повеќе проекти за таа марина и утврдени се и броени се отприлike 300 глисери Кој кои што се. некој што им треба. Меѓутоа како и да е. Тоа е проблем кој реално екзистира, проблем на кој заслужува внимание и кој мора да се реши, бидејќи ние не можеме да го негираме и да го занемариме фактот дека постои таков сообраќај. Апсолутно, не само општина Охрид, туку и владата треба да работи на постепена рестрикција на такви пловни објекти, меѓутоа тоа не се прави преку ноќ. Да. Ево општина Охрид веќе прездаде некои активности, ќе видите во новиот правилник
ќе видите дека едрлиците се ослободени од секакво плаќање. Значи ние сакаме да стимулираме Охрид да биде препознатлив по своите едра, по своите едрилици, по своите мали кајчиња. На времето имаше кајчиња колку сакате карактеристични охридски метални, сега ги немат. Сега е време на глисери на скутери, кој развој не можеме да го забраниме. Тоа исто кога да му речете нема да возите бенвиња, зашто се најбрзи коли, а пак предизвикуваат најмногу сообраќајни несреќи статистички. Тоа е исто како да би рекле од утре нема да возите. Имат луѓе што така ја возат, меѓутоа постепено дајте да го регулираме таа проблематика, дајте да го ставиме во некои рамки и со тек на време да воведуваме стандарди. Во моментот се возат секакви пентија, да ги кажеме. Се уште двотакни. Екостандарди, значи воведување на екостандарди. Најпрви во следните 5 години да ги повлечиме двотакните мотори, па потоа и четворотакните, за да дојдеме до електрични возила. Динамика во период. Да, али треба да се почне да се работи тука. За крај би сакала да кажам дека според Охрид СОС и минарето на Липашината џамија и на забелешките на УНЕСКО станува збор значи за дивоградба која што имаме во срцето на градот Охрид. Јас би започнала од вас професоре. Што мислите? Тој проблем тешко дека ќе може да се реши, значи верски објекти никој не би се осудил ни да урива. Вие рековте дека и то дивоградба, како и многу дивоградби кои се легализирани, кои има некоја одлука, кога нешто ќе изградите, многу тешко можете после тоа да го анулирате. Тоа би било после би продуцирало политички, верски недоразбирања и така натаму. Најдобро беше ако се превенираше и воопшто. Значи превенцијата е најдобар пат кон зачувување на животната средина, па и минарето и други објекти. Јас минарето не го ставам во некој посебен контекст ако веќе се работи за дивоградба. Ја немам, мислам, не сум клучен во третманот на овој верски објект. Значи тој како визура вака е доминантен и можеби тоа предизвикува некои недоразбирања. Меѓутоа, кога ќе го изградите, веќе многу е по-проблематично сега тоа да го анулирате, сега да се руши или било на кој начин тоа да предизвика и сериозни верски и политички недоразбирања. Конфликт. Гавриловски, вашиот став околу тоа го имаме слушнато, ставот и на градоначалникот, значи не станува. Точно така, значи не е ни став на УНЕСКО. УНЕСКО само си побара информација врз основа на писма кои ги испраќаат. Добро, како дивоградба, спаѓа во дивоградбите. Дефинитивно, значи УНЕСКО побара како и за сите дивоградби, побари за тоа информација и се согласувам со ценетиот професор дека е малку поделикатно прашање, зашто задират во некои други сфери, не само во класична дивоградба. Не треба така да ги третираме работите, меѓутоа тоа е местото во кое живееме и да се обидиме, затоа е многу битно што поскоро да ги донесеме сите релевантни документи, што поскоро да ги успоставуваме правилата на игра и што поскоро да воспоставуваме тие правила на игра да важат за сите. Кога ќе се успостави тоа, тогаш нема да гради нити Тони, нити Зоран, нити Иваза, нити МПЦ. Тоа е најбитно. Сакате вие да се изјасните за минарето слободно? Иако не е еколошки... Па затоа и не сакав, немав намера да ве прашам, да, но повели така. Јас бих поканил од Охрид СОС нека дојдат кај петлјата кај мостот, каде што се насипуваат од базилика, беше полотворена по некој наоди од покојни Владо Маленко, беше кажано дека најаките, најубавите базилики. Можда не знаат дека тоа е оно после петлјата десно, дека што се насипуваат. Ајде малку за тоа да се заинтересираме за оно што се насипува и тоа што се гради и тоа држи тама. Ова што уште може да се најде решение. Некој го насипува. А дали знаете дека во Национален парк Галичица има околу 500 дивоградби кои што дело нив и чекаат легализација? Па тоа зборувавме малку пре. Значи, нели зборувавме за тој рурален развој. Добро. И вие сега тие дивоградби во Националниот парк како ќе ги регулирате? Како? Или треба да ги рушите, или да ги прифатите. Па 2-3 пати се рушени трпеца дивоградби, ако се сеќавате, така? И тоа оди многу тешко. Тоа, ако дојдете до рушење, многу проблематично ќе. Има лек, има и за сите дивоградби, но тоа бара многу средства. Значи, ако сте вие легализирале некој објект како држава, тоа значи а сакате да го рушите тоа, тогаш да му платите. Значи, на сите тие што диво граделе, ќе треба
да им се надомести штетата и така. А државата веројатно не ќе може тоа да го поднесе. Ако почнете вие сега цело Велестово да го рушите, да Конјско, да сите така, значи ќе добиеме една многу хаотична состојба. Затоа е најдобро, на што малку прее го сугериравме, да се тоа со инфраструктура уреди, да се подобри животот. А оние што се до езеро, нели до 50 метри од езеро не може? Па не може се. А како имаме до езеро, не е многу куќи? Да, проблематично е тоа исто така, како Значи, и пак во се националниот парк. Ако планот вели до 50 метри нема, што ќе правите грозовски со оние кои што се до езеро? Видите, ова е едно од најделикатните прашања и најчувствителните и мислам дека и по реакциите што ги слушаме и ние како општина и во приватниот живот, луѓето се токму загрижени заради ова. Уште едно сакам да ги уверам сите охриѓани. Значи, овде не станува збор дека ќе се презема некоја активност за рушење свет што е дивоградба, за жал. Дека сега со ова се забрани секоја градина, сите дивоградби ќе се рушат. Она што ќе го правиме во следниот период и веќе го почнеме да го правиме, се прави регистар на дивоградби. Значи, посебно се прави на територија на општина Охрид, посебно на територија на националниот парк. Ќе видите дека во тие 500 што ги спомнувате во националниот парк, најмалку 400 се непроблематични. Значи, постојни објекти кои, ајде да не збориме за бројки, ево да речеме половината од нив се непроблематични, куќи кои постоеле од порано во Велестово, меѓутоа заради непостојање на урбанистичка планска документација не можеле да се вклопат, па го искористиле тој закон да го вклучат. Она што ќе го направиме, значи, прво ќе направиме регистар. Врз основа на тој регистар ќе се и тоа ни е должност, ако ги прочитате препораките на реакторинг мисијата, тие викат да направите регистар и да направите оценка на влијание врз животна средина на секој од тие диви објекти. Значи, точно е во препораката, кажува дека вие ќе го направите регистарот и за секој од тие диво изградени објекти треба да се направи оценка на влијание врз животна средина. Тоа ќе земе многу време. Тоа ќе земе време, меѓутоа тоа е единствениот правилен начин за постапување, за неселективно и правично постапување. И тогаш ќе го реши вашата дилема што се оние во 50 метри, што се оние. Тие што се во рамките на 50 метри, верувам дека ќе се покаже дека имат исклучително влијание врз животна средина, дека не треба да биде тука, дека е изградено и ќе се реши. Меѓутоа не смееме да дозволиме пак сега да ги доведеме луѓето во паника и да се плашат за сопствената иднина заради тоа што дека ево сега општината ќе почне све да руши. Не, ќе се прави апсолутно анализа и тоа е задолжението на ЮНЕСКО. ЮНЕСКО е задоволен со едно такво речение. И затоа верувам дека ЮНЕСКО ќе ги прифати сите овие позитивни аспекти, сите наши позитивни чекори ќе ги правиме, заради со тоа така ќе го решиме проблемот. Немојме да носиме паушални оценки, сега ќе пуштиме булдозерите и ќе ги рушиме сите објекти. Неизводливо е, зашто дел од тие објекти ќе видите дека се работи или за терасичка или за во некој некаде. Во историјата имате примери на рушење два пати трпејца. И структурирање, и во Албанија, албанската страна го реши. Албанската страна пред неколку години. Албанската страна го реши, меѓутоа се Поградец, Лим. Да, меѓутоа каде руши? Таму кај што стварно влијаеше врз животна средина, очигледно беше дека влијае. Значи затоа викаме да не ги хотели ги рушија. Да не ги плашиме охриѓани дека сега све ќе се руши, све ќе се направи. Нема да дозволиме таков хаос, меѓутоа апсолутно ќе правиме оценка, апсолутно ќе правиме оценка, објективна оценка која нема да ја прави секако општината, ќе ја прават стручњаци и ако имате случај проблеми, се извинувам, меѓутоа сте биле свесни и тука нема пардон, ние мора да преземеме некои активности. Ајде за крај, што очекувате да се случи во Баку? Професоре, мислите ли дека Охрид ќе биде префрлен на таа листа на законот? Па се во Баку е гласање, знаете, и таму има политика и таму не е Баку тек така дадена некоја би рекол солуција која може да се прифати лаконски. Значи таму е исто така борба, треба да се докаже. Нашите представници кога ќе дојдат во Баку треба да имаат повеќе аргументи и за тоа што го имаме, и за тоа што не сме го откриле, не сме го уште ставиле, да се укаже на тоа дека сме поборници на заштита на културното и природното наследство. ЮНЕСКО не прифаќа само заштита на природното и културното наследство, тоа е организација која го штити и образованието и науката, значи ги опфаќа и тие сфери. Во Баку би требало и тоа да се спомне дека се работи за еден простор во кој имаме еден од најстарите институти за заштита на животната средина.
Да кажеме дека имаме факултет кој се грижи 50 години да го артикулира туризмот во согласно со животната средина и да кажеме дека основна стратешка заложба на локалната самоуправа и на државата е да не се случи да Охрид биде прогласен за загрозено културно и природно наследство. Сега тој ќе зависи и од умешноста, а и реков и од гласањето што таму ќе се случи. Ќе може да ги убедиме. Да. Ние да се надеваме, ама и дури и да се случи, ние не треба да престанеме со нашите активности. Значи да се, например, воопшто не се артикулирани во научна смисла абразивните тераси, кои многу малку луѓе ги познаваат, а се мощно атрактивни од геолошката сфера. Значи во таа смисла би требало тоа да. Гавриловски, што мислите вие? Што да очекуваме од Јас сум апсолутно оптимиста дека во Баку ќе се случи оној што треба да се случи. Значи, владата на Република Македонија до сега испраќаше 2 прогрес репорти во декември 2018 и април 2019 и неколку дополнени на тие репорти. Дополнително на самиот конгрес во Баку ќе бидат презентирани сите нови постигнувања и на општина Охрид и на владата во однос на спроведување на тие препораки. И тогаш ќе се види дека да, не е се завршено, меѓутоа се направен сериозен исчекор кон решавање. Значи спомнавме само неколку во фаза на донесување законот, се изработува планот, решен е проблемот со заливот на Коските, колекторот за кој се за прв пат во историјата од кој е формиран Охрид после 80-та го презема државата. Се очекува да почне. Не од јануари, во теков на оваа година со ребалансот на буџетот на Република Македонија ќе бидат одвоени, кога ќе зборуваме за средства, ние зборуваме владата до се одвои над 15 милиони евра за колектор, за преземање на врските. Значи зборуваме за огромни суми за долговите. Уште 4 дополнителни милиони во оваа година ќе се инвестираат во колектор. Само ќе ги набројам. Реката Сатеска е веќе почнато со решавање. Еден куп работи се веќе почнати. Јас мислам дека во Баку европските делегации ќе го препознаат тој напредок, ќе ни дадат уште еднашка шанса, али на нас останува не сега после тоа да си легниме како што си знаеме, меѓутоа да ги продолжиме сите овие реформи и да ги завршиме. Затоа сум многу позитивен и очекувам дека во Баку ќе постигнеме договор, ќе добијаме време, меѓутоа повторно ќе кажем, ќе го искористиме максимално тоа време, бар ние како општина, а и следејќи ги последните заклучоци на влада, убеден сум дека владата има основна интенција и тоа. Така да очекувам позитивен исход. Јас сам ќе подржам на представникот општина господин Тони и вака кратко, секој чудо до 3 дена. Ако беше за бришење, досега ќе беше одамна избришено само по основа на колекторот. Така да. Можда ова е некое посериозно. Можда малку помена предупредување, малку да се освестиме, малку да почнеме да работиме сериозно и така. Има уште еден став. Значи, инаку да знаете, во историјава до сега се само две подрачја избришани од листата. Едното е Дрезден, кој е само иницијативно, сами си побара, со цел на изградба на мостот на Елба, направиле оценка дека ова е покорисно на спрема. И второто е Оман, го изгуби статусот заради претерана експлоатација на нафта. Тоа се двете. На таа листа, во која во најлош случај, значи ќе да влеземе на листата на подрачја под заштита, се наоѓаат воглавно земји кои се загрозени од природни и војни катастрофи, меѓутоа таму ќе видите дека имат на таа листа Виена е. Например, старото градско на Виена е на таа листа. Лондон е, значи старото градско пристаниште на Лондон заради ова е на таа листа. Дури и Флорида, Америка, на само барање, значи јас мислам дека ние сами некогаш ќе да побараме заради тоа што ставањето на таа листа допринесува до добивање на поголема стручна помош од УНЕСКО. Нас ни треба стручна помош. Очигледно покажавме дека нас ни треба некој да не води, да ни укажува, да не мотивира, да делиме стручни мисли. И не е ни страшно, затоа велам. Националниот парк Еверглейдс во Флорида сам побара да биде ставен на листата со цел да добива повеќе стручна помош, препораки, бидејќи во последните години беше девастиран и поголема контрола. Така да немојте да го сваќате ова ништо страшно. Меѓутоа, пак ќе повторам, ние преземаме толку големи чекови, што мислам дека тоа ќе биде препознаено и дека да. Ви благодарам на тројцата што бевте дел од оваа дебатна емисија и јас верувам дека Охрид ќе остане и со гордост ќе го зачува брендот УНЕСКО
град меѓу 28 градови во светот кој што може со гордост да кажат дека се и природно и културно светско наследство. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието, како што на почетокот најавив, ова е последната емисија од првата ТВ сезона на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Бидете ми здрави и живи, се гледаме повторно од октомври во една нова ТВ сезона. Довидување.